нашата сегашна ситуация, која претежно е условена од праксата на нечесто причестување, подготовката за светата причест значи пред се исполнување од страна на оној кој што треба да се причести на известни дисциплинирани и духовни прописи и правила, воздржување од дела и активности што вообичаено се дозволени, читање на известни канони и молитви кои подготвуваат за светата причест, отпечатани во нашите молитвеници, воздржување од храна наутро пред светата причест и така натаму. Но пред да дојдеме до овие подготовки, во потесна смисла на зборот, ние мораме во светлоста на претходно реченото да се обидеме повторно да ја пронајдеме идејата за подготовка во низиното поопширно и подлабоко значење. Идеално погледнато, целиот живот на христијанинот е и треба да биде подготовка за светата причест. Исто како што тој живот и треба да биде духовен плод на светата причест. Тебе, Господи, Ти го доверуваме сиот свој живот и надежд. Читаме во литургиската молитва пред светата причест. Целиот наш живот се просудува и се мери со нашето учество во црквата, а со тоа и со нашето учество во телото и крвта Христови. Тој целиот треба да биде исполнет и преобразен со благодата ново учество. Најлошата последица на нашата денешна пракса се состои во тоа што таа ја одделува подготовката за светата причест од самиот живот и го прави уште попрофан и неповрзан со верата што исповедуваме. Но Христос не дојде за ние да се одвојуваме од некаков мал дел од нашиот живот заради религиозните обврски. Тој го побара целиот човек и се вкупноста на неговиот живот. Тој ни остави светата тајна на причеста со него самиот, за таа да може да го освети и да го очисти целото наше битие и сите аспекти на нашиот живот да ги поврезе со него. Така, христијанинот е човек кој што живее помеѓу доаѓањето Христово во тело и неговото доаѓање во слава, за да им суди на живите и на мртвите, помеѓу Евхаристијата и Евхаристија, светата тајна на сеќавањето и светата тајна на надежта и очекувањето. Токму, таков беше ритмот на учествување во Евхаристијата во раната црква, односно живење во сеќавање на една Евхаристија и очекување на друга, што на вистина ја обликуваше христијанската духовност и ја даде незината вистинска содржина, учествувањето во новиот живот на светот што доаѓа, уште додека живееме во овој свет и преобразувањето на старото во ново. Со други зборови, оваа подготовка не се состои само во познавањето на христијанските принципи воопшто, туку во свеста за самата света тајна причест. Онаа која што веќе ја примив и која правејќи ме учесник во крвта и телото Христови, го просудува мојот живот и со неизбежен призив ме потикнува да бидам она што треба да бидам. И онаа која што ќе ја примам во животот и светлоста што се приближува, од која што самото време и сите детали во нашиот живот добиваат важност и духовно значење, кои што од чисто човечко, односно секуларно стојалиште не би ги имали. Кога еден почитуван свештеник го запрашале, како може човекот да живее со христијански живот во овој свет, одговори: просто, имајќи на ум дека утре ќе ја примам светата тајна причест. Еден од наједноставните начини од кои се раѓа почетокот на ово создание е вклучувањето на молитвите пред и по светата причест во нашето секојдневно молитвено правило. Ние обично ги читаме подготвителните молитви непосредно пред светата причест, а благодарствените молитви непосредно по неа. И откако ќе ги прочитаме, ние едноставно му се враќаме на нашиот стар живот. Но, што не спречува да прочитаме една или повеќе благодарствени молитви во текот на првите неколку дена по неделната Евхаристија и молитвите на подготовка за време на останатите денови од седмицата, воведувајќи ја свеста за светата тајна во нашиот секојдневен живот и поврзувајќи ги со своите дарови кои што ги примивме и кои што доправо ќе ги примиме. Тоа се разбира само еден чекор. Потребно е многу повеќе, а над се повторно откривање преку проповеди, учење и советувања на самата Евхаристија како и светата тајна на црквата, а со тоа и на самиот извор на целокупниот христијански живот.
друго ниво на подготовка е насочено кон самоиспитувањето, за кое што светиот апостол Павле вели: човекот нека се испита сами од себе и потоа да јаде од овој леп и да пие од оваа чаша. Прво послание до Коринтијаните, 11 глава, 28 стих. Целта на таа подготовка, која што се состои во постот, во посебните молитви, во духовната концентрација и така натаму, како што веќе видовме, не е во тоа да го направи човекот да се смета за достоен, туку во тоа да разбуди во него свеста за својата недостојност и да го приведе кон вистинското покаяние. Покаянието се состои во се во ова. Човекот, гледајќи ја својата грешност и слабост, сваќајќи ја својата состојба на двоеност од Бога, чувствувајќи тага и болка поради таквата состојба, да посака простување и помирување, отфрлање на злото и копнеш за враќање кон Бога и конечно да ја посака светата причест заради исцелувањето на душите и телото. Сепак, ова покаяние не започнува со обземеност од себе, туку со созерцание на светлоста на Христовиот дар, на небесната реалност на која сме повикани. Само затоа и само доколку ги видиме брачните оди украсени, сваќањме дека сме лишени од облеката која што ни е потребна за да влеземе во неа. Само затоа што Христос дојде кон нас, ние можеме да се каеме, односно да видиме дека не сме достојни за неговата љубов и светост и затоа сакаме да му вратиме. Без ова вистинско покаяние и без ова внатрешно и коренито приумување, причеста ќе ни биде за осуда, а не за исцеление. Но сепак, вистинскиот плод на покаянието е оној што прави да ја разбереме оваа потполна недостојност и кој не води кон Христа како кон наше спасение, исцеление и избавување. Откривајќи ја нашата недостојност, покаянието ни исполнува со желба, понизност и послушност, кој што само во очите Божи не прави достојни. Прочитајте ги молитвата пред светата причест, сите тие го содржат оној единствен плач. Не сум достоен, Владико Господи, да влезеш под покривот на мојата душа, но бидејќи како човеколюбец, ти сакаш да живееш во мене, дрзнувајќи се пристапува. Повелаш и ги отворам дверите кои ти единствен ги создаде, за да влезеш со човеколюбието како што си, да влезеш и да го просветиш помрачениот мој разум, верувам дека ќе го сториш тоа. И конечно, третото и невистинско ниво на подготовка се постигнува кога сакаме да ја примеме светата причест, едноставно затоа што го љубиме Христа и што копнееме да се соединиме со Него, со оној кој што со желба посака да биде соединет со нас над потребата и желбата за простување, помирување и исцелување. И токму оваа љубов само по себе вистински ги превозмогнува, а со тој ги укинува како небитни недостојноста, ги брише сите наши стравови и пречки и прави да и се предадеме на божествената љубов. Во љубовта страв нема, а совршената љубов го пади стравот, бидејќи стравот предизвикува мака. Кој се бои не е совршен во љубовта. Прво послание до Јован, 4 глава, 18 стих. Тоа е таа љубов која што вдахновува прекрасната молитва на светиот Симеон Нов Богослов. Причестувајќи се со божествените и боготворни твои дарови, јас веќе не сум сам, туку со тебе, Христе мој. Нека затоа не бидам сам без тебе, животодавецу, дихание мое, животу мој, радост моја, спасение на светот. Ваква е целта на сите подготовки и сето покаяние, на сите напори и молитви, за да можеме да го возлюбиме Христа и со смелост и без осуда да учествуваме во светата тајна во која што ни се дава Христовата љубов. Блажениот Павле вели: Јас го примив од Господ она што ви го предадов, а тоа е дека Господ Исус оваа ног кога го предадоа, зеде леп и откако заблагодари, го прекрши и рече: Земете јадете, ова е телото мое кое се крши за вас, правете го во спомен мој. По вечерата исто така направи, зеде чаша, па рече: Ова е чашата на новиот завет во мојата крв, ово правете го и ќе пиете за мој спомен. Прво послание до Коринтијаните, 11 глава, 23 до 25 стих. Затоа,
Ако самиот Господ за лебот рекол тоа е моето тело, кој ќе се осмоли после тоа да се сомнева во таа вистина? Ако самиот тој потврдил, кога рекол тоа е мојата крв, кој ќе се посомнева и ќе каже тоа не е неговата крв? Христос некогаш во Кана Галилејска ја претворил водата во вино, подобно на крвта, не заслужува ли вера и тоа дека може да го претвори и виното во крв? Тој поканетиот на плотски брак извршил такво необично чудо, зарем не треба толку повеќе за несомнено да биде признато тоа дека тој им дарува на светите своји синови од духовниот брак да го вкусат неговото тело и неговата крв. Поради таа причина да се причестуваме со светите тајни со полна увереност дека тие се тело Христово. Затоа во вид на леп ти се дава тело, а во вид на вино примаш крв, така ќе се причисти со телото и крвта Христова, да станеш сотелесен и сокрвен на Христа. Така ние стануваме христоносци, бидејќи духовно и телесно сме го примеле телото и крвта Христови. Така стануваме уште и учесници во божествената природа, според зборовите на блажениот Петар. 2 Петрово послание, 1 глава 4 стих. Некогаш Христос, беседејќи со јудејците, рекол: ако не го јадете телото на Синот човечки и не ја пиете крвта негова, не ќе имате живот во себе. Евангелие според Јован, 6 глава 53 стих. Силата на таинството ни ја објаснува блажениот Давид велејќи: си приготвил пред мене трпеза на очиглед на непријателите мои. 22 псалм 5 стих. Реченото од пророкот има следната смисла: до твоето воплотување демоните приготвуваат трпеза за луѓето, трпеза нечиста, осквернета и исполнета со ѓаволски сили. Но по твоето доаѓање, владико, ти си приготвил трпеза пред мене. Кога човек му вели на Бога, си ми приготвил трпеза, што друго означува тоа, ако не таинствената и духовна трпеза, какво што Бог за не се приготвил против демоните. И тоа е потполно точно, зашто првата трпеза била општење со ѓаволот, а втората со Бога. Затоа и Соломон, давајќи да разбере за таа благодат, говори во проповедник: и така, оди јади го радосно лебот свој и пи го радосно срцето, виното свое, штом Бог има наклоност кон твоите дела. Книга Проповедник, 9 глава 27 стих. Зборот оди означува спасителна и благотворна покана, затоа не гледа на светите тајни просто како на лепи вино, зашто според Господовите зборови тие се тело и крв Христови. Макар чувство да ти представува лепи вино, ти инаку убедувај се преку верата. Не суди за нештата по вкус, туку убедувај се со вера дека несомнено си се сподобил со телото и со крвта Христови. Знаеме дека многумина од нас наскоро ќе дојдат и ќе пристапат кон таа духовна трпеза, за тоа да не е на наша штета и осуда, туку да бидеме спасени и на своите души. Јас уште од сега ве предупредувам и сите вас ве молам да се очистиме самите себе си од некое зло и тогаш да пристапиме кон светите тајни. Никој да не вели јас сум покриен со дим, мојата совест е полна со гревови, но сум тешко бреме од пороци, не сум достоен за таа трпеза. Тие 5 дена се доволни да се очистиш од мноштвото гревови, ако духовно се отрезниш, ако покајно се молиш, ако срдечно си бодар. Не гледај на тоа дека времето е кратко, туку вгледај се во друго, дека Господ е милостив и човеколюбив. Ниневјаните за 3 дена успеале да се ослободат од Божиот гнев и воопшто тоа не им попречило, што времето било кратко, за тие да појават усредност, да покажат покаяние, се да постигнат со помошта на човеколюбивиот Господ. И блудницата, кога пристапила кон Христос, за еден миг го тргнало сиот срам од себе, и кога јудејците негодувале против Христа, дека ја пропуштил кајање, да ја дозволил таква смелост, тој им ја затворил устата, а неа ја ослободил простена. Зошто така? Затоа што блудницата пристапила кон Христа, со срдечно расположение, со пламена душа, со вера се допрела до светите нозе на Господа, која ја расплетела косата, кога разлеала миро, пролеала солзи. Со тоа што ги соблазнувала луѓето, со тоа го постигнала покајанието. Со тоа што го возбудувала погледот на похотливите, со истото пролеала обилни солзи. Со тие коси, со кои мнозина ги вовлекувала во грев, со нив
ги истрела нозите на Господа. Со тоа миро, со кој ги мамила душите, со него таа обилна го помазала Христа Исуса. Така и ти човеку, со што си го прогневил Бога, со истото можеш и да го милостивиш. Ти си го прогневил со кражба на пари, умилостиви го со враќање на краденото и со благотворение од тебе како Захи. Ти си го разгневил со злословие на својот јазик и со навреди кон мнозина, пак со јазикот умилостиви го, кога ќе упатиш чисти молитви, кога ќе ги благословуваш оние кои злословат, кога ќе им простиш на злоречивите, кога ќе им благодариш на оние кои навредуваат. За сето тоа не е потребно многу време. Спасението се раѓа не од бројот на деновите, туку од доблеста на покаянието. Од сите средства за чистење на душата, за оваа најблиска средба и за соединување во Господ, за примање на Неговото тело и крв, во свеста на нашиот народ дошло до таму, што во телесниот пост се гледа како тој да е се. Многумина од свештениците, пред причеста на верниот, кога ќе му постават само едно прашање, си постели и кога ќе чујат потврден одговор, ќе му рече пристапи. Како тоа да е единствено важно, а се друго небитно. И тоа, дали овој знае кон што пристапува и зошто, и тоа го знае ли символот на верата и основните молитви, и дали му устата јазикот чисти од лаги, псовки и гради зборови, и да не се можеби блудници, а ако е во прашање жена, да не е можеби суеверна, да не оди по врачари и гаталци, да не носи никакви амајли или можеби да не врши пометнување. А за интересирањето на свештеникот за редовната молитва, читање на Светото писмо и богомислие на оној кој сака да се причисти и да не зборува. Против ваквиот механички пристап кон светата причест, во православниот свет свештениците, пастири, интензивно настојуваат на тоа верните што почесто, по можност, на секоја литургија да се причестуваат, подготвувајќи се за се што постојано со обдејање над својата душа. Познавајќи ја добро духовната состојба на секој поединечен член на својата патства, едните ги советуваат да се причестуваат повеќе пати во текот на постот, а други тоа да го прават и за време на мрсење, при што некои постат 2-3 дена, а некои 7 дена, а некои се причестуваат постојано и без пост. Неспорно е дека сваќањето на нашите верни треба да се вознесува во правец на редовно пристапување кон светата тајна причест, но под услов постојано да бдеат на чистотата на својата душа, на држењето на духовниот пост, чување на срцето и очите, ушите и на сите сетила од се, што е грешно, а не само држење на телесниот пост и тоа само недела дена пред причеста. Значи треба да се чуваме од секакви крајности и едностраности.